Добро вечер. Историската комисија меѓу Македонија и Грција во Атина ја имала средба. Нема детали за разговорите, а и немаше најави за средбата. Тамара Дичовска во овие вести, Тамара Веста ја објави за средбата грчкото МНР. Има ли реакции, има ли ставови од македонската страна? Да, како што напомена и ти, тивко и без никакви најави или соопштенија се одржа средба на македонско-грчката историска комисија во Атина. Од македонска страна ниту пак беше најавена средбата, ниту пак има некаков заклучок или соопштение за тоа што се разговарало помеѓу македонскиот и грчкиот тим. Со оглед на тоа што состанокот се одржал уште вчера, до денеска нема никакви информации. Од оние информации кои што располагаме се всушност од грчкото Министерство за надворешни работи, кои што можам да кажам дека тие штеделе на зборови, односно со некој збор плюс. Само во официјалното соопштение стои дека двете страни се договориле да ги почитуваат одредбите од Преспанскиот договор и договориле всушност дека ќе има и втора средба, друга средба, но не и кога. Во продолжение ќе го прочитам и целосното соопштение од Министерството за надворешни работи на Грција. Тоа е дека заедничкиот интердисциплинарен комитет на експерти за историски, археолошки и образовни прашања изрази својата посветеност на обврските предвидени со Преспанскиот договор. Двете страни разменија наставни програми за основно и средно образование. Датумот за следниот состанок на комисијата во 2025 година ќе биде договорен преку дипломатски канали. Стои во соопштението на Грчкото Министерство за надворешни работи. По година и половина ова е прва средба на македонско-грчката комисија, но овој пат македонскиот тим е целосно променет. Од Министерството за надворешни работи не откриваат кој е во новиот тим со оглед на тоа што тој е пополнет, односно составен на затворена седница на владата во јануари. Но од неофицијални извори дознаваме дека всушност тимот го сочинуваат речиси сите се историчари, односно универзитетски професори, додека има и двајца поранешни амбасадори. Следната средба, според неофицијалните најави, ќе се случи по локалните избори тука во Скопје, а ќе се дискутира, односно суштински ќе се навлезе во дискусија околу адаптирање на наставните програми по историја за основно и средно образование. Всушност тоа се оние програми кои што наставни содржини кои што биле разменети на средбата која што имала вчера комисијата. Ова комисија досега нема дадено препораки до Советот на високо ниво, кој што е предводен од двајцата премиери, односно премиерите на двете држави. Единствен, но и последен состанок на Советот беше всушност во април 2019 година помеѓу тогашните премиери Ципрас и Заев, но откако во јули 2019 година Мицотакис доаѓа на премиерското место во Грција, ваков состанок не е одржан. Оваа комисија, односно македонско-грчката комисија, беше формирана всушност веднаш по подпишувањето на Преспанскиот договор. Маријан, тоа беа единствените детали, ако можам да кажам, од средбата која што имала комисијата. Секако ќе видиме во наредните денови дали ќе имаме и некакви информации од Македонското Министерство за надворешни работи, всушност кои се заклучоците. Ова беа единствените кратки од грчкото МНР за тоа што се разговарало на вчерашната средба во Атина. Благодарам Тамара Дичовска за овие детали од средбата на историчарите меѓу Македонија и Грција.